На територија на град Скопје функционира доброволното противпожарно друштво во Чаир, Бајрам Мифтари, и мислам дека е единствено со комплетна опрема, но со мене е Артан Демири, доброволец во ова противпожарно друштво. Како сте опремени како доброволно противпожарно друштво? Кога сме кај опремата? 2018 година, од анонимен донатор, луѓето го знаат, неќам да го споменам, имаме добиено камион од Швајцарија. Навално возило, опремено комплет со сите потребни работи. После тоа имавме, да ви кажам право, добра соработка. И имавме добра соработка со поранешниот командир во бригада за противпожарна заштита на град Скопје. Ни помогна, ни го допуни камионот. Благодарен сум на Владко Симоновски. Од 2016 кога беа поплавите во Чентово, Сињидич, ни остана доста опрема од турците, што ни ја поклонија, пошто тогаш немавме ни камион, немавме ни едно возило кај да ја ставиме опремата, кај да ја складираме опремата. И од тогаш не остана опрема. Сега сме опремени, имаме камион, навално возило, со сите потребни добри. Јако е стар, него малку километри има и е функционален 24/7, секаде. Кај одел тој камион и што пожар гасел тој камион, не може тоа да се опишува. Прво. Второ, имаме добиено комби Volkswagen од доброволно противпожарно друштво Котредеш од Словенија. Со нив сме многу добри односи сме со нив. Често се сретнуваме, често правиме заеднички вежби. Тоа е транспортно возило за превоз на пожарникари за опрема. Исто друг донатор од Швајцарија, истиот донатор што ни го донесе камионот, и ни донесе и подвижна скала 24 метри, и механички и со мотор. Мислам дека и седа имате доброволци, ако нема. Нашето друштво организирало курсеви за доброволен пожарникар спасител. 175 курсисти завршија и се здобија со сертификати за доброволен пожарникар. И застана таа бројка 5 години. Членови имаме 280. Активни? Не се активни. Не се активни. Зошто? Затоа што си добија сертификати и секој по свој пат и немавме можност да ги викнеме нон-стоп не на вежби, на дружења, пошто финансиски не стоиме добро. Никој не ни помага. Тоа е проблемот. Немаме од никаде финанси. После 5 години сега дојде ред да организираме курс пак за доброволни пожарникари. 25 доброволни пожарникари, 42 часа, пред 2 недели организиравме, се здобија со сертификати и од тие 25 не очекувам сите да ми доаѓат на пожари. 10 да доаѓат, ја многу задоволен ќе бидам. Никогаш не е доста од луѓе каде што треба да се помага, ситуациите се непредвидливи. Дали повторно, дали некогаш сте се покајале, дали дека сте одбрале да бидете доброволец, бидејќи тоа треба и кондициона подготовка, не е тоа така едноставно тргнувам и одам, и дека треба и духовна и емотивна стабилност, за да се помогне емоциите некако да се извадат од себе. Дали би бил пак? Кој не е во наша кожа, не може така. Никогаш не е доцна да се биде доброволец, ама треба многу решен да си. Што кога се договоривме да одиме за Турција, се директорот на дирекција за заштита и спасување, викам слушај, има земјотрес, одиме ние за Турција. Не сте нормални. Одиме за Турција, викам. Чекајте и ние ќе испратиме екипа, заедно ќе одиме. Пошто ти го знаеш местото. Ја викам, го знам местото, се прошетал на таму се. Него, ако мислиш да одиме, одиме. 4 се собираме, еден професионален пожарникар имавме. Денеска работи во бригада тој. Еден јас и друг, тој професор по физичко ми е, десна рака што има во друштвото. И трет, има сервиси за апарати. И оште од првиот ден тој во друштвото ни е. Постаре, 10 години постаре од мене. Викам, тргаме со комбето. Зимаме храна, последни пари пак. Пак последни пари, верувајте ми. Затварам продавница, моја работа затварам, кај што работам, кај што
кажеш од каде што тече мојата екзистенција, така да ви кажам. Тој е единствен извор ми. Друг извор немам, јас не работам во државна фирма. Моја приватна фирма имам, си работам. Затвараме 10 дена, 15 дена. Не се збогуваш со семејството со ништо. Ден денески сопругата ми е просветен работник и вика Артај Ковачи науми, само му покажувам среќен пат. Не ме прашува дали да одам или што. Му покажувам среќен пат, тажен да не го испратам затоа што он си наумил и крај. Нема враќање кај него. И тоа на секој му го кажува. Така и мајка ми, така татко ми, така жена ми. И чудно е ово. Ви благодарам за разговорот, многу здравје.